Партиите се растрчаа по народот, веќе бараат гласови за изборите. Нивното присуство е евидентно во сите урбани заедници каде по правило се одржуваат средби со граѓаните. Заедно со представници на советничката група на ВМРО ДПМН и членови на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја започнуваме кампањата за обнова на Македонија. Денес ја почнуваме кампањата со која што ќе ги посетиме сите урбани заедници на територија на општина Штип. Овде сме во урбаната заедница Васил Догаджиски за да ги слушнеме актуелните проблеми на местното население. Наспротив тврдењето на актуелните власти и представувањето од нивна страна на една розова слика, реалноста на жителите од оваа населба е сосема поинаква. Тие секојдневно се соочуваат со комунални проблеми, затоа сме овде да ги евидентираме и да ги иницираме решавање на истите. Ќе продолжиме и во наредниот период и во други населби во нашиот град, се со цел решавање на проблемите на жителите на општина Штип. Идентични активности се спроведуваат и во СДСМ, каде прво имаа работно лето, а сега кампања на прав пат. Социјалдемократскиот сојуз во периодот кој следи ја отпочна кампањата под името на прав пат и како дел од таа кампања практично ние веќе ја реализиравме главната трибина и тоа беше место каде што можевме и да ги слушнеме потребите на граѓаните, но и да ги презентираме мерките кои што до сега сме ги реализирали и мерките кои што во иднина ќе ги реализираме. Во е редовна динамика, можеби е малку повисока динамика од оно што луѓето се навикнати од политичките партии, но тоа е еден нов концепт на функционирање на целокупното раководство на Социјалдемократскиот сојуз и можеби го подигнавме нивото на активност и на терен, но и мерки кои ги реализираме и воопшто не значи подготовка за избори, туку само едно ново ниво на функционирање на една власт и одговорна политичка партија. Со скрстени раце не седат ниту останатите партии, сите на свој начин се обидуваат да допрат до гласачите. Периодот што следува, како и до сега, имаме во план неколку нешта. Најпрво да го демонтираме политичкиот популизам кој е изграден во годините наназад од двата политички блока и истото го користат како метода на контрола. Посочување на реални проблеми со реални решенија, без многу заобиколување и што помалку политика, туку што повеќе брзи и ефективни решенија, бидејќи Штип и целиот исток мора да надокнади за изгубеното време на вртење во круг. Бидејќи се наоѓаме во фаза каде за секоја една политичка лага не се иселува по еден сограѓанин. Само вистината може да направи да живееме во едно нормално место. И пак ќе напоменам, концентрирани сме на што помалку политика, а што повеќе решенија. За проблемите, впрочем, тоа е европскиот модел на политика и ние како партија го преименуваме во целост. Иако ниту еден од политичките лидери интензивното присуство меѓу народот не го поврзува со избори, повеќе од јасно е дека во суштина ловот на гласови и гласачи веќе е почнат. Впрочем, наредната година е изборна, па оттука и големата грижа на политиката за народот.